Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Почитувани браќа и сестри во Христа, денес, во оваа трета недела од Светата Четириесетница, позната како Крстопоклона недела, ние се собираме да му се поклониме на честниот и животворен крст Господов. Ова е свет момент кога црквата, како грижлива мајка, ни го изнесува крстот на средината од нашиот постен пат, за да не подкрепи, утеши и вдахне со надеж, како што уморени патници на долг пат застануваат под сенка да се одморат и да си ги обноват силите, така и ние денес застануваме пред крстот за да се исполниме со нова духовна сила. Крстот не е само символ на страдање, туку е и скиптар на царот Христос, кој не води кон победата над гревот и смртта. Во овој контекст сакам да ја поврзам духовната порака на крстот со страдањата на нашите браќа и сестри во Сирија, кои во изминатиот период се соочуваат со тешки искушенија заради својата вера. Браќа и сестри, во изминатиот период нашите браќа и сестри во Сирија се малтретирани, мачени, прогонувани, тепани од тамошните безбожници, слугите на нечестивиот. Сирија, некогаш место каде што христијаните живееа во релативен мир, денес е бојно поле каде верата во Христа често се плаќа со крв. Според извештаите, христијанската популација во Сирија драматично се намалила од почетокот на војната во 2011 година од околу 1.500.000 пред конфликтот до само околу 300.000 во 2022 година. Во последните месеци, особено сега, последниот месец, март, насилството ескалира во западна Сирија, каде стотици цивили, вклучително и христијани, загинале во судири меѓу вооружени групи. Христијаните се соочуваат со киднапирање, уништување на цркви и мачеништво. Но и покрај сето тоа, тие не го оставаат крстот. Напротив, го прегрнале со уште поголема љубов и надеж. Нивната непоколеблива вера среде искушенијата е сведоштво дека крстот е навистина сила и спасение. Како што Христос претрпе страдање на крстот од рацете на безбожниците на своето време, така и тие, носејќи го својот крст, учествуваат во неговото страдање, но и во неговата победа. Свети Јован Златоуст вели: крстот е огледало на Божјата љубов и извор на бесконечна милост. Господ Исус Христос доброволно го поднесе крстот заради нашето спасение, преобразувајќи го од средство за срамна смрт во знамение на триумфот на животот над смртта. За христијаните во Сирија крстот е не само символ на болка, туку и меч со кој Христос го порази злото. Свети Јован Кронштадтски додава: кога сум обкружен со темнина и искушенија, се прекрстувам и демоните бегаат. Оваа жива вера во моќта на крстот
е она што ги држи нашите браќа и сестри во Сирија и покрај сите напади на нечестивиот. Свети Лука Кримски не учи: без крстот нема воскресение, без страдање нема просветлување. Ниту еден вистински духовен раст не доаѓа без борба. Оваа мисла особено одекнува кога размислуваме за страдањата во Сирија. Нивните искушенија, иако болни, се пат кон духовен раст и воскресение, подсетувајќи не дека секој што го носи својот крст со вера ќе учествува во радоста на воскресението. Свети Јустин Попович вели: крстот е и учител и лек. Тој не учи на смирение, но и не лекува од гордоста. Во средината на 40-ницата, кога силите ни се намалуваат, крстот ни се дава како духовна оаза за христијаните во Сирија, како и за сите православни христијани во целиот свет. Оние обкружени со војна и прогонство и оние кои се соочуваат со внатрешна борба, овој духовен одмор е уште поважен. Под сенката на крстот, тие наоѓаат утеха во зборовите на Спасителот: дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Свети Николај Жички додава: кога крстот ќе ти стане тежок, сети се дека Христос веќе го понесе најтешкиот дел од него. Тебе ти останува само да го следиш. Ова е силна утеха за сите што страдаат, вклучително и нашите браќа во Сирија, како и во целиот свет. Нивниот крст, осветлен од надежта во воскресението, станува лесен, затоа што Христос оди со нив. Крстот, Свети Григорий Палама вели: крстот го обединува небото и земјата, човечкото и божественото. Ова е длабока теолошка вистина што го нагласува универзалното значење на крстот. Тој е дрвото на животот, поставено на средина во оваа 40-ница, за да не подсети на дрвото во рајот, од каде отпадна првиот човек. Но додека дрвото во Едем беше причина за падот, крстот стана причина за обновувањето на човечкиот род. Од смртта произлезе живот, од страданието спасение. Браќа и сестри, додека му се поклонуваме на крстот Христов, нека нашите срца и молитви бидат со оние што страдаат, како во Сирија, така и во целиот свет, од рацете на безбожниците. Нека нивните маки не подсетат дека и ние сме повикани да го носиме својот крст со вера и трпение. Нивниот пример, прегрнувањето на крстот со љубов и надеж среде искушенија, не поттикнува и нас да го обновиме својот подвиг во постот, да не се плашиме од искушенијата, туку со доверба да чекориме кон воскресението. Да се молиме за мир во целиот свет, за заштита на нашите браќа и сестри по вера, да Христос да ни испрати на сите сила да останеме верни. Нека овој постен пат со крстот како наш водеч
не доведе до радоста на воскресението, каде сите страдања ќе бидат преобразени во вечна слава. Возлюбени во Господа, крстопоклоната недела е поттик дека крстот не е само символ на страдање, туку е и символ на надеж, сила и победа. Со него одиме напред со сигурност, знаејќи дека Бог е со нас. Нека крстот ни биде духовно дрво на животот, кое не освежува во подвигот на постот и не води кон славното воскресение Христово. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.